здравствени установи и ние битно бараме денеска да се пушти капитација на колешката и ако тоа не се среди за неколку дена, колегите сакаат дури со автобуси да се пред министерство за да се даде максимална поддршка. Значи ние не смееме така индолентно да се однесуваме. Дали некој размислува колку е скапо да се направи доктор кој што 21 година функционира, кој плаќа редовни данови, ние сега да му затвориме фирмата? Никој нема право да затвора фирми или да остава доктори кои што се квалитетни, каде што пациентите се задоволни од него, таа докторка е замена на друга амбуланта, значи е во мрежа, функционира одлично и не може и фондот и министерството да не сакаат да сменат закон. Јас сум сведок да ние за 24 часа сме сменили режим на повишување на лекови во државата и се. Ние како здружение апелираме подитно да се покрене таа администрација и да направи нешто за оваа докторка да остане да работи. Има објавила на уште никој не се јави. Да, значи запасени се правилниците на фондот, значи колешката има објавено 2 огласи, тоа е по протокол, значи ако немате медицинска сестра, вие како мatični доктор сте должен да објавите, да се постојано да објавувате. И денеска се реализираше едва и се најде некоја медицинска сестра во тој регион таму, но таа сестра нема положен жужен изпит. Значи повторно ќе достави документите на министерството, сметам дека административни работи е да се пречка за дисконтинуитетот на плаќањето на некој доктор кој што се обавува најпрофесионално. Не смееме после 21 година. Во момент кога во Македонија стигаат доктори, ние да оставиме доктор кој што има пациенти, кој што функционира, кој што е редовен плаќач на данок во државата. Значи секоја држава во Европа се грижи оние кои што се даночни врзници да постојат, да сами. Значи како е европското ние не може цело време да велиме реформи на примерно ниво, а да си ги уништуваме докторите. Значи сметам подитно Сдруженијето бара денеска да се пушти капитација. Значи ние не можеме поинаку да дадеме поддршка на колешката или во спротивно министерство и фондот нека ни најдат сестра. Значи не може во регион каде што нема како ќе ја најде колешката. Не може, значи носител на дејност е докторот, не е медицинската сестра. Фондот вели пациентите бираат доктор, не бираат медицинска сестра. Значи сите аргументи се на наша страна. И ова што е кај Виолета и денеска нашата поддршка што јас сум Виолета, може да се случи на било кој. Ние имаме огромен одлив на медицински сестри каде што во Германија секој ден ги бара, каде што им нудат по 2400 евра плата. Ние не можеме да го следиме чекорот на плати од 20.000 денари во јавно здравство. Во Виница колешката може на максимум да даде 12.000, при тоа што има 6.000 денари капитација. Дали треба доктор во 21 век на 15.000 денари да осигуран? Значи, сериозно, ја повикувам сета администрација и на Министерство, и на Фондот за здравство, поготово правниот сектор кој што долго време не ни прифаќа работи, апел до министерот и до директорот на фондот подитно да се пренесеме нешто. Спротивно со автобуси ќе одиме пред Министерство за здравство. Мора да се ги бараме ние нашите права. Никој нема право да ни затвара амбуланти ако не ни ги отвори само. На сдружение на приватни лекари, да, денеска ќе има и во други градови ќе се сликаат поединечно, во петок ќе има во Гергелија, нели, зависи како ќе се организираат колегите, пошто имаат сите врски. Во секој случај поддршката од управниот одбор е максимална. Ние како сдружение финансиски ќе собереме пари, почнавме апели нели за да помогнеме, бидејќи сметам најпонижувачкото е кога доктор кој што прегледува и до последен момент пружа услуги да не може да си плати здравствено. Таа има и дете тука, и сметам детето е преку нејзе осигурано, не може некој од оки картици да вади у недоглед, дека ние чекаме 3 месеци министерството да одговори. Таа администрација или нека си оди, или нека почне да работи. Ајде,